Во денешното издание на Култ култура мој соговорник е Денис Јакукуловски, познат како Космонаутко. Разговараме за инклузивноста и уметноста, за вашата најнова сликовница Големиот сон и за сите ангажмани кои ги имате во моментов. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата и навистина чест е што сум во ваква емисија за прв пат. Ви благодарам. Деновиве беше и официјално промовирана вашата сликовница, станува збор за инклузивна сликовница, Големиот сон. Кои се првичните впечатоци од промоцијата? Искрено да кажам, мислам дека се уште не ми се средени впечатоците, затоа што беше магично, беше навистина прекрасно, преубаво, со многу енергија, со многу радост, со насмевки, со детската насмевка, детската радост, оние прегратки кои што се втрчуваат за да ме прегрнат мене. Тоа е она што секогаш исполнува и што е магијата. На промоцијата беше како и секоја друга и претходна промоција и здравје Боже сите наредни, бидејќи ги правиме од инклузивни, од таков тип. Тоа значи дека на оваа промоција учествуваше Марија Саевска, девојка која што одлично пее, не почести со 2 песни, преубаво беше. Беира, нашата другарка познатата Беира од Домот за лица со оштетен вид, прочита дел од сликовницата на Брајово, која што тие ја направија на Брајово. И тука беше и главната хероина Тина во приказната, односно Ана, која што заедно со мајка и прочитаа дел од приказната. И како шлак на сето тоа, нашите другари Даци Александар кои што направија забава. Едноставно беше преубаво. Мислам дека емоциите ќе траат вечно, со секоја наредна само се надополнува со секоја приказна, со секоја промоција, така да беше преубаво. И кога ја споменавте приказната Големиот сон, која е темата на оваа сликовница? Станува збор за инклузивна сликовница. Да, како и се претходно и наредно што би пишувал и се она што правам, нели, заедно со многу други пријатели и другари, темата е инклузија секогаш. Овој пат се работеше за едно девојче кое што 2025 година кога се одржуваше фестивалот Златно славече, кога бевме поканети да пееме во соработка нели со хорот Златно славече, а песната која што ја направија Весна Малинова и Мијата и еден поширок тим беше Гуши Бац, песна која што е мислам веќе добро позната и многу расширена, што многу ме радува. И бидејќи е инклузивна, нели вклучуваме деца со типичен и деца со атипичен развој, бидејќи односно деца, да речам, од една страна. Беше и ова девојче Ана поканета, преубаво си поминавме, родителите презадоволни, меѓутоа моментот откако се прибрале дома, незината мајка ми рече, само што влеговме дома, вика Ана застане и рече, мамо, јас сум звезда. Тоа е всушност инспирацијата, тоа е лајтмотивот, тоа е суштината на приказната. Мене тоа, мамо, јас сум звезда, ме испровоцира да ја напишам приказната и оваа приказна, како и претходните две, другарко и другарка, се реални случаи, значи деца кои што јас ги познам и кои што ми е многу мило што можам да им посветам приказна нив, односно нивната приказна да се види и слушне на некој начин. Да допре до повеќе. Да допре, да. Во рамки на годинашниот саем на книга, вие го добивте и признанието за потикнување на општествена одговорност, но ова е второ признание за вас. Да, огромна чест, огромно задоволство е. Првото признание беше добиено 2024 година со сликовницата Другарко, каде што илустрациите беа на Наташа Костовска, а оваа година со сликовницата Големиот сон, каде што илустрациите беа се на Алексеј Костовски, мајка и син инаку, што покажува дека и јас и Дејан од издавачката куќа Прозарт Медија вистински избор сме направиле во тоа. Огромна чест е, мислам, за мене секоја награда е убаво и вредна, без разлика каква и да е награда е, меѓутоа кога се работи за општествена одговорност, кога се работи за нешто што јас го сакам да го правам, да го практикувам и со голема радост и среќа го правам сето тоа, секако со огромна поддршка и огромна армија, да речам, на поддржувачи, на соработници, тогаш е многу полесно, а наградата навистина
Еве, кога ме прашавате претходно емоциите и како е после промоцијата, веруете уште имам емоции од самата награда, која ќе кажам, награда за општествена одговорност. Мислам како светот да сум го освоил, навистина, за мене е тоа нешто огромно. Говорејќи за сликовниците, неминовно е да споменеме за улогата и моќта на илустраторот во реализација на едно дело. Затоа што тоа е првата средба која има детето со една книга. Да, приказната, како и да е, може да е прекрасна, може да е убава, меѓутоа, децата, како што и ние нели сме биле деца, знаеме дека секогаш прво ги гледаат сликите, односно илустрациите, да. Тоа само илустрацијата е битен момент, навистина е многу битен момент, затоа што преку илустрациите тие се како некоја конекција според мене, некоја врска помеѓу децата и авторот, односно приказната. Тие ги преку илустрациите децата дознаваат за самата приказна, раскажуваат за приказната, зборуваат, се отвара дебата, да речеме, од една страна. Дознаваат за емоциите, дознаваат за ситуациите во кои што некој се нашол или можеби ќе се најде. Исто сметам дека е многу битна илустрацијата затоа што таа преку илустрациите освен разговорот кај децата што го поттикнува разговорот, поттикнува и креатива, поттикнува имагинација. Значи, веројатно со нетрпение чекаат да видат што се случило со Тина. Па некој пат се замислуваат, чекај, била на Златно славече, ама може би филм ќе сними, може нешто друго. Значи, преку илустрациите навистина многу работи мислам дека се поттикнуваат кај децата и тоа е многу битен момент. Јас имам таа среќа илустрациите да ги прават токму Наташа и Алексеј, кои што Затоа што треба да ви одговара и сензибилитетот на самиот илустратор кога реализирате. Секако едноставно таа хемија да се создаде, да се најдеш на иста бранова дложина, како што често кажувам и преска како што ви спомнав, значи првата скица од Наташа и првата скица од Алексеј, без да знаат за кого се работи и што тие го погодија, значи го погодија ликот. Така да мене ми беше доволно. Затоа се многу битни илустрациите, таа врска, пак ќе кажам, кај децата која што децата разговараат преку илустрациите, а мислам дека и ние големите, јас се фаќам често за нешто кога треба да се направи, да се потсетам, јас си правам некоја визија во мене, значи пак некој вид, некоја слика, некоја илустрација, така да многу битен момент, секако. Многу пати досега сте организирале различни настани кои што ја промислуваат инклузивноста. И предпоставам дека тоа многу одговорно, меѓутоа е еден исклучително креативен процес. Да, секако дека е прво одговорно затоа што има многу фактори кои што влијаат. Не правам муабет за еве конкретно се наоѓаме на школка, да речеме, настанот кој што настаните кои што ги правиме сега, ти треба нели временските услови да се погодат, документација, сето тоа, компании да се организираат, сето тоа е во ред. Меѓутоа, најбитно е да го најдеш вистинскиот модел, детето да се почувствува радосно. Детето се почувствува сигурно пред се. Чисто како илустрација, еве, ќе ви кажам, мислам дека беше првиот или вториот настана школка кога правевме. Нели, јас сакам сето тоа да биде убаво и со музика, додека играат, да имаат забава и децата и возрастните сите. Меѓутоа ми пристапи едно дете, на англиски зборуваше, претпоставам беше од странство кое што дали случајно или намерно беше тука и ми кажа, буквално со тие зборови ми рече, знаеш дека нас ни смета гласната музика. Жолт картон. Тоа е тоа, веќе едноставно сигнал дека за натаму не треба да правиш така. Убаво е, супер е сето тоа. Има и други, нели, бидејќи е сето ова инклузивно, си има деца кои што сакаат и музика, сакаат да пеат. Тоа е навистина. Има некои на кои што им пречи, можеби ги плаши во даден момент. Да, и тоа е тоа, затоа кога ги правиме настаните, гледаме на сите да им биде колку што може погодено, затоа ги имаме асистентите, сите оние стручни лица на терен кои што ако приметат нешто кај детето, ќе реагираат, кај нас ќе реагираат. Јас ќе му кажам на Боби, другарче што пушта музика, намалија музиката, значи интересот е децата да си поминат убаво, не јас како сум замислил. Може јас да сум замислил. Вистина тоа да биде инклузивен настан. Тоа е тоа. Затоа велам дека има многу фактори, меѓутоа ова година направивме 7 школка поред, што значи дека секоја година учиме ние. Ние никогаш не сме совршени, меѓутоа нас ни се најбитни реакциите кои што ќе ни кажат овде сме, ова не чини за да се подобриме. Се во интерес на децата. Сите овие настани се потврда за моќта
на уметноста во насока на осознавање на инклузивност. Во светски рамки се зборува за библиотерапија, за музикотерапија, за музеотерапија. Меѓутоа, на кое ниво е свеста кај нас, кога станува збор за овие нешта? Покрај сите овие видови на терапија кои што ги напоменавте, има и еден интересен момент кој што го имаме кај нас, тоа е терапија со животни, асистивна, не знам како се вика точно да не сгрешам, ама за тоа ќе знае најубаво Марија Дуда со незиниот Countryside, каде што тие прават, таа прави буквално одат кај незе ученици, деца одат и еден вид терапија. Тоа значи дека во светот има различни начини како може да се помогне на семејствата, односно се помага нели на децата преку помагањето на децата, преку нивниот мир, преку нивната среќа. Ние ја добиваме и смирени и задоволни родители. Но за да децата бидат смирени, би требало прво да бидат во прв план да ги смирите родителите, па потоа тие тој спокој да го пренесат и на своите деца. Сето тоа е таа врска. Кај нас не дека нема, јас знам, јас имам и познати кои што буквално имаат и се обучени, да речеме, за музикотерапија или музеотерапија. Тоа не е ништо комплицирано, така. Дури се препорачува во светски рамки. Апсолутно, па порано еве како деца ние сме шетали по музеи, не носеле дали од училишта, дали организирано. Значи сето тоа е според мене едноставно да се направи, не треба многу, меѓутоа многу битен момент е тука државата. Државата во кој смисол сакам да кажам? Значи родителите не дека не сакаат да излезат од дома, не дека смачено им е дефинитивно од сите оние работи со кои што секојдневно се соочуваат и се борат, за жал на 100 ако не и повеќе фронтови. Значи државата е таа која што треба да анимира, да каже, дај да организираме, има библиотерапија, ајде ќе се собереме, ќе организираме еден автобус, 2 автобуси сега од цела Македонија и на секаде да биде. Во овој случај говориме за национална државна стратегија. Да, тоа е таа национална државна стратегија каде што едноставно државата ќе покаже дека се грижи за децата, за семејствата, а со тоа и семејствата ќе видат дека сепак некој има кој што ги прифаќа и ги почитува, да не биде само на хартија. За жал, нели тоа е сосема друга тема, ќе ни требаат уште неколку емисии за да кажеме реалноста каква е. Национална стратегија е одлична работа затоа што тоа е нели една рамка, таму има правила, има закони, има можности, услови, им се даваат се создаваат сушност услови секој според можностите да функционира, да придонесе на некој начин и тоа е супер. Меѓутоа националната рамка не може да функционира сама без поединецот од другава страна, ниту поединецот без националната рамка, односно државата. Има нешто што не зависи од таа национална стратегија, туку зависи од секој од нас како ќе се постави, така? Да, точно, има моменти кога не е толку нешто дека не мора се да биде таа врска воспоставена, например, дружбата на школка и други дружби кои што ги прават, тука не мора нешто да биде, како да кажам, страшно гледано и вклучена националната стратегија. Таа се вклучува во одредени моменти. Меѓутоа, за многу побитни прашања, за воспитно-образовниот процес, за здравствениот систем, за вработување без дискриминација, за почитување, прифаќање, за пристапност. Ќе ви кажам еден пример на корелација помеѓу поединец и држава, односно национална стратегија. На школка настаните што ги правиме до пред некоја година немаше пристапна рампа. И се испаѓа дека ние што го правиме настанот, едни пеат горе, други пеат долу, фактички ние не можеме да ги сместиме горе лицата во количка и ние правиме дискриминацијата. Така. А се бориме против дискриминација. Се распрашав, ова значи не го кажам за фалено, сакам да кажам колку може едноставно да функционира тоа. Се распрашав што треба да се направи пристапна рампа, обрати се во град Скопје улици, патишта ја направивме. Значи треба човек само да има желба, треба да има да сака сето тоа да го направи, а пак ќе кажам, јас имам таа среќа да имам една огромна армија позади мене која што стои
и затоа мислам дека многу лесно ми одат сите овие работи на секое поле, да не се урочам. И затоа што има огромна љубов во сето тоа. Дефинитивно, љубовта или гуши бацот, тоа е тоа кое што е мотив кај сите едноставно, и она што ме радува, гуши бац, тоа е, нели, мислам дека веќе знаат сите, тоа е од јазикот на Ерато, мојата муза, мојата учителка, мојата Ерато е и сама, нели, значи љубов, мислам дека така беше, да не сгрешам. И сите го прифатија тоа како поздрав. Гуши бац, и тоа многу ме радува затоа што едноставно нешто убаво се како да се втемели, да речам, во односите меѓу луѓе. И тоа е првата асоциација кога станува збор за вашите настани. Претпоставам дека книгите, освен тоа што се наменети за најмладите, меѓутоа тие во исто време им се обраќаат и на возрастните, на родителите, дека за да говориме ние за инклузивност, во тој случај би требало прво да ги едуцирате и возрастните. Па сигурно, тоа е тоа. Сите, знаете како, јас секогаш кажувам, никој не се родил со знаење. Така. И не е проблем, ниту е срам да признае човек дека не знае. Јас не сум знаел ништо до поголема возраст. Сум растел во еден период каде што значи сум гледал различни лица. Аце, Зоки, Мише, јас не знаев што им беше нив состојба или болест. Меѓутоа, тогаш и немаше многу веројатно како да се дознае за разлика од денешно време. Во денешно време родителите треба да ги родителите на лица кои што живеат со типичен, значи нема директна, иако мислам дека ако направиме муабет, сите имаме по некого што е со атипичен развој. Дали е состојба, дали е заболување, толкова е Македонија, мислам планетава е мала, а не ако сакате да ги видите нешта. Да, дефинитивно. Сега, што треба да се направи? Треба да се охрабрат родителите, да им се даде нив можност, дали преку вакви настани како што ги правиме на школка, дали преку сликовницава, едноставно да увидат и тие дека и овие деца, овие лица се лица со име и презиме. Се лица со масичен број, со адреса на живење, со желби, можности, посакувања. И тие се реалност. И тие се реалност, тука се, значи, и тие ги имаат истите права. Не ги заслужуваат, него ги имаат. Заслужуваме сите во ред, меѓутоа ги имаат. И тоа токму го правиме интервјуто на меѓународниот ден на детето. Ете, таман, се погодило, супер, баш ми е кејф. И родителите треба да ги охрабриме да ги надминат сите оние стравови, стигми, непознавања, затоа што пак ќе кажам, не е срамота да не знаеш, срамота е да не сакаш да дознаеш. Значи преку сликовници, преку се она што правиме ние и верувам секој друг кој што ја има таа желба да го прави, едноставно да ги охрабриме да истражуваат, да дознаат, да се запознаат со некое лице. Еве некој ќе рече јас не познавам никого. Првото дете, првото семејство што ќе го сретнеш на улица, застани, ама искрено прашувај. Не колку да се рече, да не речам проформа да биде онако како за избори, да се поздравиш и да бегаш. Меѓутоа да дознаеш, да се запознаеш со состојбата, со заболувањето, да прашаш како можеш да помогнеш. Често ми се случува да ми рече некој, ама јас не можам како тебе, и не мора како мене. Значи секој индивидуалец, секој си го наоѓа својот начин, својата патека како ќе помогне. Така? Значи, или барем да научат да не одмагаат. Или барем да не одмагаат. Да, тоа е многу битно. Да, има нели она од старите кои што велат, ако не ми помагаш, барем не ми одмагај. И не мора да се пронедеш некогаш. Меѓутоа, доволно е да видат другиве родители, други семејства дека има заинтересирано некој за нив, дека не се сами, дека има некој кој што ќе им даде поддршка, тука е за нив цело време. Сега, пак ќе кажам, ќе се навратам малку на таа национална стратегија. Еве таа корелација кажавме до негде, може и индивидуалецот сам да помогне, некогаш не мора да биде се во таа државна рамка, да речем. Меѓутоа, според мене грешката каде е кај нас, веројатно и во други држави, не дека сите се идеални, а ние сме само најлоши, меѓутоа, кога се прави национална стратегија, тој што ја прави националната стратегија треба да ги праша родителите, семејствата кои што живеат со атипичност. Да ги праша нив што ви треба, како ви треба тоа да се направи. Не треба ние да предпоставуваме. Да ги консултирате тие што се најзасегнати во даден. Најзасегнати, така, затоа што јас може да предпоставам дека не е битно на Томе му треба топка, меѓутоа Томе не може да игра со топка. Така. Ама Томе на пример може да пее.
или црта на пример нешто. Значи да секогаш да бидат вклучени семејствата во креирање на секоја политика, на секој настан, секоја дружба, музеотерапија, библиотерапија, значи прашувајте ги родителите. Јас сум до негде до 8-9 години вклучен, меѓутоа пак не сум јас тој кој што треба да каже што треба за нив. Си има кој да каже. Вистинските одговори се кај семејствата. И ако сакаме да направиме здраво општество е каде што сме вака заедно. Тогаш треба само соработка со семејствата. И за крај, Јан Куловски, кој е големиот сон кој што го има космонаутко? Па големиот сон, искрено да кажам, јас мислам дека ми се остваруваат работи, ми се оствариле многу повеќе од она што сум посакувал. Навистина, дури некој пат се уште си викам, дали е можно, дали навистина се случува сето ова или е само некој голем сон, некој да ме штипне и да ме разбуди. Шала на страна, значи навистина немам некоја посебна желба да кажам, затоа што имам прекрасно семејство, имам поддршка од сопругата која што за мене таа е најеланот, најмотивацијата и јас сум затоа што е таа. Значи тоа дефинитивно. Така да нека биде како еден голем сон, иако нереално е да речам од утре, меѓутоа ајде најбрзо што може да се создаде тоа здраво општество каде што нема веќе да зборуваме до каде сме со инклузијата, дали има до ова, дали нема, едноставно дека ќе биде инклузијата секојдневие. И можеби уште поголемиот сон е космонаутко да лета некој ден, не еден ден барем до некоја планета, така да поста. Тоа ми е голем сон. Се надевам дека овој реалниот големиот сон ќе се оствари. Ќе биде реалност затоа што е во интерес на сите, а веруете, гледајќи сите овие години, децата растат, семејствата стареат, изнемоштени, немаат сила и разочарани. Затоа мора сите заедно да направиме нешто за сите нив. А сите нив е сите нас. Ви благодарам. Благодарам и вам.